Дали рекет ќе заврши со молк на Катица Јанева? Обвинителката Вилма Русковска соопшти дека некој од обвинетите за рекетирањето на Орце Камчев, иако неофицијално, побарал спогодба. Но за кого станува збор, Русковска не откри. Алфа праши во обвинителството, но и од таму не откриваат. Да, имаше кај некој од осумничените. Не се поднесе званична иницијатива за склучување спогодба, но побара спогодба, така да ќе видиме што ќе одлучиме. Може ли да дознаеме кој побарал? Не, во овој момент. Во јавноста на големо се шпекулира дека обвинетиот кој побарал спогодба е Катица Јанева, која засега нема кажано ниту збор за случајот пред надлежните. Доколку таа е личноста која бара спогодба, можно е целата процедура да заврши со нејзин молк, со што јавноста никогаш нема да дознае што се таа знае за овој случај. Што вели законот? Според ЗКП, доколку биде прифатена спогодба, случајот завршува кај судија на претходна постапка. Тоа значи дека на судските рочишта во улога на обвинет нема да говори лицето кое се спогодило. Ако судијата на претходна постапка ја прифати предлог спогодбата, изрекува пресуда со која не смее да изрече кривична санкција, различна од превземено од кривичната санкција содржана во предлог спогодбата. Се вели во член 489, став 1 од ЗКП. Во случајот рекет обвинети се Бојан Јовановски, алијас Боки 13, Зоран Милевски, познат како Зоки Кичеец, и поранешната специјална обвинителка Катица Јанева, кој од нив побарал спогодба, чија вистина за рекет можеби јавноста никогаш нема да ја дознае, останува отворено прашање за сега.